Под тема еден навистина убав успех на наша млада сопранистка. Вели Катица Мишевска, млада сопранистка од Македонија, од првиот момент докажа дека е сила на природата. Незиниот глас, моќен и нежен, во исто време ја исполни целата просторија со топлина која го обзема секој агол. Ова е дел од освртот во музичката критика или рецензијата за еден италијански медиум на новинарот Филип Новалис по концертот на нашата млада сопранистка Катица Мишевска, по потекло тетовчанка, и Микеланджело Карбонара, познат виртуоз на пијано. Катица, добро утро и добре ни дојде. Прво да кажеме кога се случи концертот. Тоа беше сега на стартот од новата година. 1 јануари, на почетокот на новата година, 2024. Добре ни дојде прво во Македонија наутро. Да кажем дека функционираш како самостоен уметник, како самостоен сопран, веќе повеќе од 10 години. Ајде прво да кажеме што тоа значи во превод. Да се функционира како слободен уметник. Во превод значи сама си ги организирам концертите, сама одам на аудиции, сама барам спонзори, сама си барам, си организирам се што е поврзано во врска со моите концерти. Сама барам спонзори, тој момент ми е малку, ми одзвонува во умот, зошто тоа го потенцирам, бидејќи без разлика дали е некој дел или од националното прибале, дали самостоен уметник, треба дефинитивно да има поддршка, бидејќи читајќи ја рецензијата и музичката критика за тоа како новинарот и публиката го доживува вашиот концерт, навистина сум премногу горд. Јас потолеков некои делови нели кои што ги има истакнато за вашиот концерт, за тоа што на сцената го имате дадено таму. Еве, например, Вели Мишевска со својата академска обука и многобројните учества на меѓународни концерти и надпревари е вистинско ветување за операта, додека Карбонара со своите успеси на надпревари и концерти ширум светот, тој е меѓународно познат пијанист. Овој концерт се случи во Рим. Ова ти е второ гостување во Рим, така? Ова ми е второ гостување, исто така заедно со пијанистот Микеланджело Карбонара. Кога беше првото гостување во Рим? Првото беше ова лето, во јули месец. Тогаш не беше првиот концерт, првиот настап во Рим. Така. И од тогаш заедно соработуваме, па се надевам и понатака ќе имаме заедничка соработка. 1 јануари, интересен датум за концерт. Какви се твоите впечатоци, твоите доживувања од вториот концерт пред римската публика во Италија? Пред се убаво, така ми се допаѓа што така ми почна годината со мој концерт. Концертот беше убаво, беше чувството да се настапува во Рим, во центарот на Рим, во сала Балдини. Бев среќна што можам да си го изведам својот репертоар на почетокот на година, кој што го имав спремано предходно неколку месеци, се подготвував, исто така. Публика, верувам, салата полна, доста и новинари, читајќи што и како имаат напишано. Филип Новалис додава, вели, се наоѓаме себе си како опишуваме концерт кој беше како експлозија на емоции, патување низ длабочините на човековата душа, искуство кое ги разбуди сетилата и го натера целото тело да вибрира. Го почувствува ова на самата сцена кога почна самиот концерт, колку време траеше? Имаше концертот траеше околу 60 минути. И имаше огромни емоции од страна на публиката, кои што ги почувствував, а мислам дека јас им ги пренесов тие емоции на нив. Така. Што, какви дела беа дел од самата програма? Како беше поделен концертот? Имаше една композиција од македонски композитор, Тодор Скаловски. Така. Потоа имаше композиција од Верди, Моцарт. Имаше една германска композиција, тоа е, значи, втората арија од Кралицата на ноќта. Лучија де ла Мермур исто така ја изведував. Потоа Травијата. Имаше повеќе дела од оперскиот репертоар. Знам, Травијата е едно од посложените оперски дела кои што се предизвик за уметниците. Колку што ја знам од тоа што можам да го заклучам од досегашните интервјуи. Треба доста долга подготовка, дури само за една арија. Техничкиот дел, а исто така и музичкиот. Живееш, функционираш во Македонија? Во Тетово ти е базата? Да, во Тетово живеам. Во Тетово живеам. Така. Она што сакам да го потенцирам на нашите гледачи е уште еден извадок од ова рецензија и со тоа ќе завршам со овој дел. Вели, нејзиниот начин на интерпретација на делото беше наежувачки, сопраниската ги пренесе сите страдања и маки на ликот со одлабочина што ја остави публиката без див, и вели, сепак не само гласот на Катица го привлече вниманието, туку и нејзиното присуство на сцената,
што докажува дека таа е вистинска оперска дива со способност да ги изразува чувствата преку нејзиното нежно тело и гестови. Секој движење, секој поглед, секоја насмевка беше полна со значење, создава магична и привлечна атмосфера. Много се надоврзува она што го кажа предмалку и што го зборувавме, дека ги почувствува емоциите од публиката и најверојатно тоа ти беше дополнителен мотив и стимул да дадеш уште повеќе од себе. Се разбира, дополнителен мотив, вибрациите, емоциите од публиката кои што ги почувствував, уште повеќе да ми ја пренесам таа емоција. Така. Колку вакви рецензии, вакви музички осврти фалат во Македонија за да бидат ветер во грб на уметниците мислам како тебе? Мислам дека фалат повеќе вакви музички рецензии, критики, за да бидејќи тие критики би ни помогнале на нас музичарите да се надградиме во нашата професија, во нашата кариера понатака. Така. Бидејќи критиката е многу битна и позитивната и негативната се разбира, за нас како уметници да се надградиме во тоа што го работиме. Така. 10 години веќе дел од светската оперска сцена, со меѓународни учества на концерти и така натаму. 10 години со тоа што студирав на почеток. Каде ги заврши студиите? Студиите ги завршив во Скопје, дипломирав на факултетот за музичка уметност. Така. По завршување на студиите се запишав на магистерски студии на конзерваториумот Джузепе Верди во Торино. Така. И сега сум моментално таму студент. И истовремено си организирам концерти и настапувам на сцената. Колку енергија одзема самото време околу организација? Не зборуваме за програмскиот дел, за она што нели излегуваш на сцена и го нудиш на публиката тоа што го знаеш најдобро. Меѓутоа, колку самиот организацијски дел можеби ти одзема време, внимание, колку тука би можела да некој нели се придружи и ти помогне? Мене повеќе ми смета тој организацијски дел, повеќе ми одзема времето тука. Би ми било полесно се разбира некој друг да го организира сето тоа. Концертите во Рим ми беа веќе организирани, беше полесно за мене. Останатиот дел патот беше нормално на моја организација, но се разбира, потешкиот дел за мене е организацијата на самите настапи и тука одзема повеќе време и енергија за еден уметник, а самиот припремата на самиот репертоар е многу секојдневие за мене и тоа ми е љубовта, тоа што го работам јас. Така. Да. Уште еднаш да ги потсетам нашите гледачи, 1 јануари концерт во Рим, Италија, со Микеланджело Карбонара, како што го нарекува и новинарот во оваа рецензија, вистински виртуоз на пијано. Верувам ова нема да биде последна соработка со Микеланджело, со оглед на тоа дека веќе би беше втора соработка, но и тоа како публиката го доживеа овој тандем и овој спој. Па, уште од првата средба со пијанистот, од предходниот концерт, имавме многу добра комуникација, бидејќи Микеланджело е еден професионалец кој што знае да работи со други уметници. Така. Он е солист, значи пијанист, но исто така соработува и со други уметници. И соработката со него, самото спремање на концертот бодеше многу лесно и без никакви препреки, бидејќи е професионалец кој што знае како да соработува со еден уметник. Така. Да. Кати се благодарам за гостувањето. Темата главна беше овој концерт што се случи. Секако 2024 само што започна, поминаа 15 дена. Најавени се некои, во преговори се некои гостувања повторно надвор или сега за сега? Сега за сега спремам аудиции во Италија. Па немам ништо официјално, но ќе ве известам, се разбира, што е поскоро. Благодарам за гостувањето во Македонија на Ауто. Продолжувај да нижеш успеси, да бидеш наша гордост и да читаме вакви музички критики, вакви рецензии, убави после секој твој концерт надвор од Македонија. Благодарам уште еднаш. Ние блокот култура во по 9 часот што го започнавме веднаш по вестите, ќе го заокружиме со културниот информатор. Добро, во ред, бидејќи културниот информатор ќе го оставиме за утре во 9 часот и 29 минути. Јас заедно со Катица ќе го одјавам ова денешно издание на утринската програма Македонија на Аутро. Ви благодарам за вашето внимание изминативе 3 часа. Стартувавме, започнавме нова работна недела, која што според прогнозите од УХМР ќе ни донесе малку попријатни температури со оглед на најавите за јужен ветер од денеска. Македонија, ви посакувам убава, скратена работна недела, убав ден пред нас, останете на јавниот сервис во 10 часот и најновите предпладневни вести. Пријатно!